Амбасадоре, благодарам за интервјуто што го правиме за македонската телевизија. 17 ноември 1989 се случија мирни протести на студентите во Чешка. Се случи кадифената револуција. 34 години подоцна. Што овој датум значи за Чешката република и како амбасадата ќе го одбележи? Thank you. Thank you for your question. 17 November 1989 is a remarkable day for the new history of the 17 ноември 1989 година извонреден ден на Република Чешка и тие денови во Чехословачка, затоа што беше, како веќе споменавте, мирен почеток на соборувањето на комунистичкиот режим и студентите и младите и покажаа на нацијата дека тоа не е доволно и сега ние целиме кон демократија. Тоа беа мирните демонстрации кои продолжија деновите потоа и беше соборен режимот на комунизмот. За да го одбележиме овој датум, организиравме низа настани тука во Скопје. Имавме панел дискусија со студенти заедно со моите колеги, затоа што тогаш уште беше Чехословачка, а истиот ден попладне организиравме изложба на фотографии од Чешка. Така, за нас, како што спомнавте, се уште е ден за паметење и се надеваме дека дури и слушањето на студентите, каде било на друго место, може да биде водечка сила на нацијата за подобра иднина. Како Чешката република го изоде патот кон Европската унија и НАТО и колку е подготвена да и помогне на Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија. NATO, as well as European Union, are very important Euro-Atlantic structures. НАТО и Европската унија се многу важна евроатлантска структура и сите народи кои пристигнаа врз основа на земјите од формалниот комунизам на самиот почеток на 90-тите имаат намера да станат дел од неа, за да станат членки на овие престижни институции. Во денешно време можам да кажам дека двете наши земји се членки на НАТО и тоа беше многу важно за нашата земја, бидејќи не само што сакавме да бидеме под евроатлантскиот безбедносен чадор, што е НАТО за неговите членки, туку имаше и чувство на одговорност за да им помогнете на другите да не бидат само членка, туку да бидат активни членови и би сакал да истакнам вашата земја која неодамна стана членка, но е на самиот почеток на незиното членство. Тие го докажаа чувството на одговорност и пружија рака за да ја помогнат на Украина. Така што вашата земја е најдобар пример дека тие нови членки не се само пасивни членови кои размислуваат само за собствената безбедност, туку се способни и да им обезбедат сигурност на другите. Тие се активни членови. Во однос на Европската унија, Чешка од самиот почеток на 90-тите имаше за цел да стане членка на унијата. Почнавме, подпишувавме договори за асоциација во 1995-та, почнавме преговори во 98-та, кои успешно ги завршивме во 2002 година. На крајот на 2002 и договорот за пристапување беше подпишан во 2003 година и конечно во 2004 Чешка и 9 други земји станаа членки на Европската унија. Вашата земја е во најтешкиот период во интеграциите во Европската унија, но таа е на добар пат и Чешка секогаш ја поддржуваше вашата земја во европските амбиции, како што беше пример со чешкото председателство со Европскиот совет минатата година во втората половина од годината, кога Република Чешка исклучително и помагаше на Македонија на својот пат. Како амбасадор на земја членка на Европската унија, како го коментирате последниот извештај за напредокот на Македонија кон Европската унија? Извештајот нотира дека не е постигнат напредок во клучните области, како што се правосудството, борбата со корупцијата и правдата. It was no major surprise. I would say it's kind of premature to make comments now because we should wait for Council and European Council conclusions. The evaluation has just started. Не беше изненадување, некако прерано е да се коментираат затоа што треба да се чекаат заклучоците, така што врската што туку започна. Па она што сакам да го кажам за оваа земја, важен чекор е исполнување нови услови за време на отворањето на преговорите. Промена на уставот и исто така сите знаеме дека се потребни реформи за секоја земја, не само затоа што е едно членство, туку и за доброто на земјите. Не го правите тоа за Европската унија, туку го правите тоа за себе. But for the country's good sake as well. So you are not doing it for EU, you are doing it for yourselves. Амбасадоре, ви благодарам за интервјуто. Фала.